Досегашниот главен оперативен директор на Македонски Телеком, Жарко Луковски, ќе ја продолжи својата кариера надвор од компанијата, поради завршување на неговиот менаџерски договор заклучно со 30 јуни. Досегашниот заменик председател на одборот на директори, Назим Буши, сега ќе извршува функцијата во временски период до 3 месеци почнувајќи од 1 јули. Луковски беше на највисоки раководни позиции во компанијата од 2006 година. Демократската обнова на Македонија денеска соопшти дека останува дел од коалицијата предводена од СДСМ, но дека нема да бидат дел од пратеничката група. Деловнички, сите партии или пратеници во собранието имаат право да се изјаснат дали ќе работат како дел од некоја пратеничка група од минимум 5 пратеници или како независни пратеници. Двете пратенички од дом, Лилјана Поповска и Маја Морачанин, се изјаснија за истиот статус што го имаше Поповска претходно во минатиот период, се наведува во соопштението на партијата. Невладините организации на ромите упатија отворено писмо до премиерот Зоран Заев, во кое бараат ромите директно да учествуваат во одлучувачките процеси и да придонесуваат во развојот на демократијата. Писмото носи потписи на 79 интелектуалци или активисти. Во него, тие бараат од Заев да ја преиспита својата одлука по однос на распределбата на функциите во државата.